За прв пат во овие 20 години, во кои нашата земја се стреми и ги реализира европските и евроатлантските интеграции, попречувањето на тој пат нема да дојде од некој однадвор, од некој друг, туку за прв пат ќе дојде од некој однатре, од некој домашен, ќе дојде наместо од Грција, од Бранко Црвенковски. Со ова однесување кое го направи овие месеци и половина, Бранко придонесе да не направиме напредок, односно нашиот напредок да биде девалвиран. Она што го правиме со реформите, она што го правиме со проектите, она што го правиме со развојот во сите сфери да биде девалвиран заради неговата одлука со која што прави штета на државата. Со пробивот во европските интеграции, Бранко Црвенковски очигледно не може да се помири. И затоа прави се да наштети, за потоа нас да не обвини, дека ние сме биле неспособни и дека тоа е наша вина. А сите гледаат, драги пријатели, дека Бранко стана поголем грк и од Самарас. Иако најпознатиот грк во минатото беше гркот Зорба, ако продолжи со оваа штета што тргнал да ја прави на Македонија, ако остане цврст до крајот на овој бојкот и го наруши имиджот што го доби Македонија и го изгубиме позитивниот извештај и препораката, најпознатиот грк нема да биде гркот Зорба, ќе биде гркот Бранко. Затоа што со неговото делување, како што кажав пред некој ден, тој одработува за Грција. Ако досега Грција се бореше да не добиеме датум за преговори и успеваше во тоа, иако со големи проблеми, со делувањето на Бранко Грција веќе нема потреба тоа да го прави. Тој им одработува во овој момент на нив.